Кој е благочестив да се наследи од ова убаво и светло торжество на преславното Христово воскресение. Кој е благоразумен слуга и не ги сокрива в земја талантите што Бог му ги дал, да влезе радосен во радоста на својот Господ. Кој се потрудил со пост сега да го прими сега да ја прими својата награда. Кој работел уште од првиот час, денес да ја прими својата справедлива плата. Кој дошол по третиот час да празнува со благодарност, кој успеал да дојде по шестиот час, ни најмалку да не се безпокои, бидејќи не губи ништо. Кој го пропуштил и деветиот час да пристапи без секакво сомневање и страв. А ако некој успеал да дојде едва и во 11-тиот час, и тој да не се плаши од своето доцнење, бидејќи домовладиката е великодушен и дарежлив, го прима последниот како првиот, го успокојува дојдениот во 11-тиот час така, како и тој што се потрудил уште од првиот час. На првиот му дава заслужена награда, а последниот го милува по снисходување. На едниот му го дава заслуженото, другиот го дарува по својата благост. Добрите дела ги прима со радост, намерението го бакнува со љубов, делата ги цени и добрите расположенија ги фали. Затоа сите влезете во радоста на својот Господ, и први и последни примете ја својата награда. Богати и сиромаси, заедно ликувајте, трудолюбиви и мрзливи празнувајте го овој ден на семирно торжество. Вие што сте постели, вие кои не сте постели, радувајте се сега, трпесата е богата, сите на ситете се од неа. За блудните синови небесниот татко заклал угоено теле, никој да не излезе гладен. Сите насладете се од овој пир на верата, сите ползувајте се од богатството на благоста. Никој да не се оплакува од својата бедност, бидејќи Царството Небесно е отворено за сите. Никој да не плаче за своите гревови, бидејќи изгреа прошка од гробот на Спасителот. Никој да не се плаши од смртта, бидејќи смртта на Спасителот не ослободи од неа. Животодавецот, овладеан од смртта, ја истреби смртта. Тој што слезе во адот го плени јадот кој се огорчи, кога вкуси од неговото тело. Предскажувајќи го ова престолетија, пророк Исаја пишува: адот се огорчи кога те сретна во својата преисподња. Се огорчи зашто беше обесилен, се огорчи од видна посрамен, се огорчи зашто беше умртвен, се огорчи зашто беше повален, се огорчи од јаокован, тој прими тело, а со него се натакна на Бога, прими земја, во неа најде небо, прими она што го гледаше, а се натакна на она што не го гледаше. Каде ти е смрт бодилото, каде ти аде победата? Воскресна Христос, и ти беше повален, воскресна Христос и паднаа демоните, воскресна Христос и ангелите се радуваат, воскресна Христос и животот се настани, воскресна Христос и ниеден мртовец не остана во гробовите. Зашто кога воскресна од мртвите, Христос стана почеток за умрените, тој прв воскресна како глава, а по него во свое време ќе воскреснеме сите ние, неговите членови. Нему слава и власт во веки. Амин. Драги браќа и сестри, многумина сте ја слушнале оваа беседа многу пати, бидејќи сте доваѓали и тука и во другите цркви, во нашите православни цркви. И многумина кога ќе ја слушнат оваа беседа, мислат дека Свети Јован Златоуст и дека православната црква ова што го дава како дар на самата Пасха, на самиот Великден, самото тело и крвта на Господа Исуса Христа, го дава бадијала. Често пати слушав досега дека велат една Великден вели допушта да се причестими без пост и без подвиг и без грижа за својата душа и без исповед.
и постојано чекаат секоја година само да дојде Великден и за да се причестат, да го примат тој голем дар кој што Бог им го дава. Не заради тоа што сме достојни да го примиме, ни го дава по својата голема милост, ни го дава по својата голема љубов и Божјо снисходување, но тоа на оние кои што се потрудиле со пост и со молитва и со исповед и со постојана грижа за својата душа, со постојано покаяние и богоугоден живот, со борба со гревот, со своите страсти, на нив да им биде награда, да им биде утеха, да им биде надеж за воскресение и за вечен живот, но и на тие кои што не постеле, кои што сега пристапуваат прв пат кон Христа, кон оние што сега прв пат го спознаваат Христа, кои што допрва го отвораат своето срце за благодата Божја да влезе во него, да им биде поттик за покаяние, за промена на својот живот, да им биде залог за вечниот живот, но само ако тие од сега натаму се потрудат да се променат, се потрудат да се покајат како што тоа доликува на еден вистински христијанин, да почнат да размислуваат што е тоа што го примаат во себе. Што е тоа што денеска го примаат толку радосно, толку милостливо, толку снисходливо од Бога, тој голем дар кој што денеска го примаат во себе. Го примаат самиот Христа, го примаат самото тело и крвта на нашиот Господ Исус Христос, кој ги пролеа на крстот за наше спасение, за да ги земе на себе сите наши гревови и да ни ги отвори повторно рајските порти. Јас ги замолувам сите оние кои што се денеска тука, и оние кои постеле, и оние кои не постеле, да не мислат дека и тоа што не постеле ќе им се земе за оправдание, туку да продолжат онака како што бара Бог од нас, онака како што бара православната црква, и не само да чекаат на Великден да се причестат бадијала, бидејќи гревовите понатаму ќе ни останат доколку не се покаеме, доколку не се трудиме да се промениме во срцето, во душата, доколку не се потрудиме да се угледаме на Христа и во кротоста, и во милоста, и во човеколюбието, и во љубовта кон ближните, и во сите други христијански добродетели кои што не водат кон задобивање на благодата Божја, кои што не водат кон вистинска љубов кон Бога и кон ближните, и кои што не обезбедуваат вечно место во небесните живалишта во Царството Божјо. Сега сите што сте православни, постојано го повторувам тоа, сите кои што сте крстени во православната црква, но внимавајте, не и оние кои што паднале во ерес, не и оние кои што западнале во секти, не оние кои што го изопачиле и го изобличиле Христа со своето богоотпадништво. Внимавајте натаму, овој залог да не би биде уште повеќе на осуда како Јуда кој што недостоен, кој што зеде залог и подосна го предаде Христа, туку од сега натаму трудете се да го оправдате овој залог кој што денеска ќе го примите, бидејќи Христос денеска ни се дава милозливо преку воскресението Христово да ја спознаеме целата големина на нашата вера, бидејќи како што вели свети апостол Павле, ако Христос не воскресна, залудно и нашата проповед, залудно и нашата вера. И вие во себе размислете и преиспитајте се колку ние вистински веруваме во воскресението Христово, колку ние вистински веруваме во Христовата искупителна жртва на крстот, колку ние вистински веруваме дека само преку Христа, преку неговите страдања на крстот се спасуваме, не бидејќи ние се удостојуваме со нашиот подвиг на пост, молитва и борба со гревот и со страстите, но единствено по милоста и по човеколюбието Божјо, секако со согласност и со содейство и на нашата слободна волја. Може да пристапите сега
полека мажите од десната страна, жените од левата страна, но уште една работа која што треба да ја знаете, посебно и жените и девојките, да се потрудите, нели, никој пат кога доаѓате во црква, да не ги нацрвувате устите своји, бидејќи се допирате до самиот Христос. Јас би ги замолил и сега сите кои што имаат нацрвени устни, доколку има такви, да ги избришат и друг пат во црквата да се украсуваат повеќе со смирение и со простодушност, со молитва, а не да се украсуваат надворешно, бидејќи Бог бара да ја украсуваме душата со добродетели, а не надворешно да се покажуваме и пред луѓето, бидејќи тоа што е во душата го покажуваме и од надвор. Христос воскресе! Може сега полека без туркање, мажите од десно реков